Потенцираш дека твојот најголем музички идол е твојот војко Зоран Џорлев. Бог да прости, мој многу близок пријател, знаеш. Така, знам, Моја генерација и близок. Еден од најголемите виртуози на виолина во Македонија. Евар. И да не го заборавиме твојот дедо, Наско Џорлев, кој што според мене е новиот македонски Цепеков во македонската новосоздадена песна и народна музика. Наско Џорлев преку познати неколку интерпретатори во Македонија успеа да спаси 200-300 македонски песни да не се бугаризираат. Кажи ми, на кој начин влијаеше твоето семејство за да се развиеш во ваков врвен музичар? Војко Зоке ти е идолот онака во животот. Тој животно ќе биде така. Да. Дури сум жив, јас така ќе биде. Ама никогаш немало пример на сила да ме тераат ти да пееш, да свириш. Не, него јас од мал имав едно пластично виолинче што 3 годинки со тоа виолинче идев сегде со војко ми. И секогаш биле најголема поддршка тренувајќи од татко ми, ако не се бави он со музика, ама и он ми дава најголема поддршка цело време за се. Тука е мајка ми. Бог да го прости војко ми, многу ми е криво што јас бев многу млад, дедо ми кога починал. Тоа барем да сум го фател малце дедо ми, да ми споделил некои од него совети, мисли што ги правел он за да знам отприлика како и што да правам јас, но ете така требало да биде. Ти беше гениален, да знаеш. Знам, и до ден денес имаме проблем со неговите песни. Бугарите ги зимаат и ги пишуваат како нивни песни. Да. Што немаат, јас гледав луѓе, дури се чудев некогаш, дури ново создадени песни на Војо Стојановски, да, бугарската состанала.